Извиркување на било чиј јазик и химна не е пријатно за никого, особено јас како македонец и како граѓанин на Македонија не се чувствувам, никој не би се чувствувал пријатно во таа ситуација, но ќе повторам, провокации имало и има секогаш. Разликата е што во последниве 5 години провокациите ниту се организирани, ниту оркестрирани, ниту потикнати од било кој чинител на власта и на владачката коалиција. Во изминатиот период бевме сведоци на тоа како во изминатите 5 години како пратеници и политички структури македонци од другите заедници давале поддршка за остварување на сите права на албанскиот народ во Северна Македонија, а исто така како политички представници на албанците во владата даваат целосна поддршка во заштита на македонскиот идентитет и македонскиот јазик во овие, да речам, изминати години кога на вистина имавме сериозна битка и во преговорите со Грција и сега во преговорите со Бугарија. И мислам дека таа кохезија треба да ја чуваме, негуваме и поддржуваме, бидејќи е здрава за општеството, затоа што политика која што се базира на поделби, особено на меѓуетнички поделби во општеството, не може да донесе добро на државата, не може да опстане на долг рок. Многу пати до сега се обиделе повеќе политичари и сите изгубиле на таа карта. И мислам дека тоа само покажува дека нашите граѓани се доволно зрели да не бидат подложени на вакви провокации и ваквите провокации да ги сметаат како само за инструмент на определени структури за ефтини политички поени.